Две нови субвенции за набавка на пелети за огрев за домаќинствата и полагање возачки испит ќе бидат воведени во следниот период во општина Карбинци. Градоначалникот на општината Виктор Паунов истакна дека новие мерки се работело месец дена, а предвидено е да бидат објавени во текот на месец септември. Тој потенцираше дека за набавката на пелети субвенционирањето ќе биде во висина околу 12.000 денари, а субвенционирањето за полагање возачки испит 10.000 денари по лице. Општина Карбинци воведува неколку новитети кои што се во интерес на граѓаните, на жителите на општина Карбинци. Имено се работи за две нови субвенции кои што во следниот период ќе бидат имплементирани во општина Карбинци. Едната од нив е субвенционирање за набавка на пелети за огрев за домаќинствата. Ова е мерка која што подолго време ја размислувавме, ја ветивме во програмата и ќе биде предмет на имплементација во последниот период. Се планира некаде месец септември да биде објавен овој повик. Она што ќе биде вклучено во повикот ќе бидат објавени претходно документите за истото. Веќе општината работи во овие месец дена на оваа мерка. Ќе се работи за субвенционирање некаде во висина од 20% или не повеќе од 12.000 денари по домаќинство, што сметаме дека е навистина од голема помош и поддршка за граѓаните оваа мерка. Како што истакна градоначалникот Паунов, втората мерка за полагање возачки испит се планира да биде воведена од следната година. Во оваа мерка, како што рече, ќе бидат опфатени младите на возраст од 18 до 25 години. Онаа втора мерка која што сакам денес да ја најавам, а ќе биде имплементирана во периодот од 2027 година, исто така важна суштински за целна група младите од општина Карбинци, ќе биде субвенционирање за полагање на возачки испит. Ќе бидат опфатени младите луѓе од возраста од 18 до 25 години, а она што е важно е дека општината ќе субвенционира трошокот за полагање возачки испит за Б категорија во висина од 10.000 денари по лице, кое што исто така очекувам дека со оваа мерка ќе можеме да помогнеме пред се за домашниот буџет на секое лице кое што ќе ја користи, но од друга страна и ќе стимулираме да секој едно младо лице се стекне со возачка дозвола и да се намали бројот на возачи кои што управуваат моторно возило без претходно соодветни документи. Карбинскиот градоначалник Паунов смета дека двете мерки се од голема помош и поддршка за граѓаните на општината и за домашниот буџет, како и за стимулирање на младите, при тоа стекнување на возачка дозвола и намалување на бројот на возачи без соодветни документи.